Откриена е тајната функција на непопуларните игри од 90-тите. Игрите кои ги создаде Microsoft, а кои се наоѓаат на сите верзии на оперативниот систем Windows, се игри кои се играни од најголем број на луѓе. Minesweeper и Solitaire се игри кои се наоѓаат на сите компјутери ширум светот и се популарни бидејќи се интересни, а при тоа и едноставни, но тие не настанале само за забава на корисниците на Windows. Позади настанувањето на овие игри се крие тајна намера на Microsoft, а тоа е да ги едуцира своите корисници. Едноставниот дизајн на овие игри послужија како полигон за вежбање. Solitaire играта со редење на карти, која се појавила во 1990 година на Windows 3.0, е направена со цел корисникот да научи да го користи глувчето, односно да ја вежба функцијата drag and drop без корисниците да сватат што треба да прават со глувчето. Познатата игра Minesweeper настанала во 1992 година, а била вежба за употребата на левиот и десниот клик. Истото важи за играта Hearts, која била воведена во Windows for Workgroups 3.1 во 1992 година. Првата мрежна верзија на оперативниот систем која користила NetDDE технологијата за комуникација со другите играчи. Сепак, ова не било игра, било начин луѓето да се заинтересираат за мрежните способности на нивниот систем. И на крај, играта Free Cell, која била воведена во Windows 3.1 како дел од Microsoft Entertainment Pack Volume 2, целта била да се тестира 32-битниот систем. Доколку не беше несоодветно инсталиран системот, тогаш играта не можеше да функционира.